Новости на Канал 8. Министерот за земјоделство Трајан Димковски заедно со градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев одржа работен состанок со земјоделци од Кочанскиот регион. Се разговараше за состојбата со каналите за наводнување и одводнување, пристапните патишта до нивите, искористувањето на мерките од ИПАРД 2 програмата, справувањето со палењето на страништата и друго. Тони Ајтовски ги има деталите. Министерството за земјоделство ќе им помага на земјоделците пред престојните пролетни активности, особено за наводнувањето, зашто од државниот буџет е обезбедена и финансиска поддршка за водостопанските подружници, најави министерот за земјоделство Трајан Димковски при неговата работна средба со земјоделците од Кочанскиот регион. Состанокот го организираше локалната самоуправа на Кочани, како дел од серијата работни средби со индивидуалните оризопроизводители, со представниците на земјоделските здруженија, на откупните предпријатија за ориз и од ресорното министерство, а на кои се бараат решенија за проблемите со кои тие се соочуваат. Сега е моментот, пробаме до почетокот на сеидбата на оризот, да овие неколку патишта, односно патиштата кои се посочени од страна на земјоделците, да во наредниот период бидат прочистени, расчистени и се со цел да се овозможи непречен пристап на земјоделците до нивните ниви. Другата точка за која што секако разговаравме е решавање на вадите за водоснабдувањето, односно наводнувањето и поставувањето на кунци со кои што ќе се овозможи непречен премин на механизацијата преку овие вади. Значи и тука имаме договор заедно со водостопанство од Кочани да изнајдеме заеднички сили и решенија да и овие премини преку вадите да ги направиме се со цел да навистина заштедиме и време и пари на земјоделците во пристигнувањето до нивните површини. И нешто за кое што разговараме подолго време, сигурно дека решението преку ноќ не можеме да го најдеме, меѓутоа сите сме спремни заеднички да продолжиме во разговорите и договарањето за изнаоѓање на кронично решение. Имаме повеќе начини на кои што ние како локална самоуправа заедно со јавното комунално предпријатие ќе помогнеме во делот на собирањето на остатоците од посевите. Понатаму разговараме со нив и за некои други начини, се со цел навистина да и олесниме и да навистина не се прави овој проблем кој навистина е голем проблем за сите жители на општина Кочани. Министерот Димковски ја пофали иницијативата за соработка меѓу локалната самоуправа и земјоделците, за која рече дека е прва во државата, а е важна затоа што се работи и за еколошки прашања. Ова е една прва иницијатива од градоначалник каде што се разговара на едно вакво ниво и за едно прашање кога зборуваме за климатски, односно за еколошките проблеми со кои се соочуваат, а тоа се токму остатоците, жетвените остатоци. Разговаравме за низа идеи како тоа може да се надмине. Секако ова е еден добар знак и показател дека и локалната самоуправа може да се вклучи во решавање на многу проблеми рурални, односно кога зборуваме тука се земјоделски, покрај патиштата локалните. Знаеме дека ние преку програмата за рурален развој се одвојуваат средства за поддршка, но исто така самите локални самоуправи може да го направат тоа и ова ме радува што слушаме и гледаме дека се покажуваат резултати. Ние како министерство очекуваме за недела дена да се објави една јавна набавка каде што токму ние за подружниците на АД водостопанство ќе направиме една голема набавка, проценката е некаде до 50 милиони денари, каде што токму потребите кои што се од подружниците, а тоа се дали се канали, дали се евентуално некои дополнителни делови кои што им би требало на самите фирми, за да функционираат, за да системот биде во функција. Така да има и градежни, има и за вентили, има набавки, едноставно сите репроматеријали кои им се потребни за 2020 година. Заклучокот состанокот со земјоделците е слична средба да се одржи наскоро. При тоа ќе се разговара за поддршка при набавка на опрема и механизација, посебно за собирање на оризовата слама, како и за начините за транспорт до капацитетот за нејзина преработка, што се наоѓа во пречистителната станица кај селото Мојанци. Бебето Калина Соколова и го донесе берикетот на Виница за 2020 година. Се роди на 10 јануари и е прво бебе во општината оваа година. Семејството Соколови го посети градоначалникот Ивица Димитров и на првороденото му врачи подароци.
Калина Соколова е првото родено бебе во општина Виница годинава. Се роди на 10 јануари во Штипската болница со тежина 2600 грама, како втора керка на Дејан и Симона Соколови од Виница. И лани и годинава првороденото бебе е женско и според верувањата годината треба да биде плодна и берекетна. На 10 јануари сега 2020. Второ дете, второ женско. Да, второ женско. Во болницата во Штип се породив 2600 со 46 сантима долго. Се надеваме дека ќе биде успешна и среќна на сите. Празникот Водици беше повод бебето Калина да си го добие и подарокот од општина Виница. Градоначалникот Ивица Димитров и советникот Сонја Ѓоргиева го посетија семејството Соколови, а бебето го даруваа со пакет бебешки производи во комбинација со ваучер од 8000 денари. 2019 година Виница ја заокружи со 103 крстени дечења во храмот Свети Архангел Михаил и 52 венчавки. Светиот крст во Кочани годинава за прв пат отиде во рацете на 33 годишниот Горан Зашов, кој беше најсреќен меѓу 32 пријавени момчиња. Крстот и годинава во водите на Кочанска река го потопи митрополитот Брегалнички Иларион. 33 годишниот Горан Зашов од Кочани успеа меѓу 32 пријавени момчиња прв да стигне до крстот во водите на Кочанска река по повод празникот Богојавление Водици. 5 пати досега се пријавува за овој чин и конечно упорноста му се исплати и му се насмеа среќата да го фати светиот крст. Најсреќниот Зашов со неговите другари според обичајот ќе ги посетат семејствата во градот, кои го даруваат крстот со пари за среќа и здравје. Тој пред сите присутни даде христијанската изјава и посака Бог да му дари здравје на него и неговите најблиски. Не ми е прв пат од 2015. Па очекував да го фатам. Самиот чин за купување ми значи многу. Денот Водици, еве оваа прилика ги поздравувам сите граѓани, пријатели и по моја волја, на сите волјата, ќе одеме од куќа на куќа, ќе представиме крстот што сме го фателе. Ќе значи здравје, среќа, берекет. Празнувањето на верскиот празник Водици во Кочани е еден од најмасовните црковно-верски манифестации. Тоа беше потврдено и годинава кога покрај кеот на Кочанска река присуствуваа голем број верници. Чинот на потопување на честниот крст и осветување на водата го изврши митрополитот Брегалнички Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. На Водици во Кочани годинава присуствуваше и техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој на сите верници им го честиташе големиот христијански празник Богојавление, а на Зашов, што го фати крстот, му додели икона. На сите православни христијани, на светиот архиерейски синод, на неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, на свештенството на монаштвото во Република Северна Македонија, им го честитам големиот христијански празник Богојавление Водици. Денеска е денот кога сите ние треба да ги очистиме нашите гревови, кога водите во нашата земја се преобразуваат во свети води и на тој начин потсетуваат за крштевањето на Исус Христос во реката Јордан. Токму на овој празник на љубовта, на слогата, на заедништвото, секој од нас треба денеска да ја обнови својата духовна сила и да заедно, во сплотеност, во единство допринесеме и за лична, меѓутоа и за колективна среќа и за напредок. Затоа секој еден граѓанин на нашата држава токму денеска треба да ја прими оваа порака дека заедно можеме да направиме многу повеќе и само преку слога и преку единство можеме да ги оствариме сите наши заеднички цели за развој и за напредок на нашата држава. Нека е честит и за многу години големиот празник. И градоначалникот Илиев на сите граѓани им го честиташе празникот Водици. Бог се јави, навистина се јави. За многу години среќен празник на сите граѓани од општина Кочани од христијанска вероисповест. Ова е посебен ден за граѓаните на општина Кочани, не само поради чинот осветувањето на водите на Кочанска река, туку и големите гости кои денеска беа во посета на Кочани, и од името на граѓаните на општина Кочани и од моје лично име користам уште една прилика да се заблагодарам на премиерот, како и на министерот за земјоделство што денеска беа присутни на ова свеченост и на вистина со тоа покажа уште еднаш дека истокот не е заборавен и дека ние како
граѓани на истокот и посебно на градот Кочани ја очекуваме нивната поддршка како во изминатиот период, уште повеќе во наредниот период. Годинава чинот на потопување на крстот помина без многу награди за момчето кое го фати. Причината е да не бидат наградите повод да се пријавуваат момчињата за скокање, туку верата во Бога. Кочанскиот храм му подари свето писмо Библија, а подароци му врачија и градоначалникот Николчо Илиев Златен крст и фармацевската компанија Зегин телевизор. Пред одржување на чинот на потопување на честниот крст во храмот Свети Великомачани Ѓорги се одржа света божествена литургија, пошто со свечена литија верниците и свештениците се упатија кон мостот во паркот каде се потопуваше крстот. Успешно помина и лицитацијата на иконите и крстот, а оние кои што ги купија иконите ќе ги чуваат во своите домови 40 дена за здравје, пошто ќе бидат вратени во црквата. Од Кочанскиот храм истакна за крстот кој ќе кружи по домовите, да биде примен и даруван само вистинскиот кој го фати крстот и кој ќе донесе изјава и печат од МПЦ, бидејќи пракса од годините е да се појавуваат луѓе со лажни крстови кои го искористуваат чинот и празникот да соберат пари. Празникот Богојавление е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител, а фаќањето на крстот означува соединување на човекот со Христа. Тој важи за еден од најголемите христијански празници. Во 10 години учество во чинот, 23 годишниот Даниел Манасиев повтор пат го фати крстот во водите на Виничка река во општина Виница. Порача на младите силна вера во Бога. Од општината и од црквата доби пригодни подароци. Со силна вера во Бога, желбите стануваат реалност. Токму таа и пораката која од Виница ја упати 23 годишниот Даниел Манасиев, кој по 10 пат скока во водите на Виничка река, а по втор пат го фаќа крстот. Без некои посебни очекувања, Даниел испрати силна порака до младите да го следат Божиот пат, бидејќи многумина веќе го напуштија, а лошото однесување не најавува убава иднина. Даниел, кој е на привремена работа во странство, големите верски празници ги поминува во Виница, но и ги чествува согласно своите верувања и убедувања. 2017 и 2020 година се негови благословени години, во кои му се остварува најголемата желба – соединувањето со Бога преку фаќањето на Светиот крст. Господ здравје нека ги дава на сите сограѓани, на сите православни христијани и до сите млади повеќе верба у Господ, пошто денеска слабо веруваат, да, младите посебно. Честитки на Даниел упатија и свештените лица од храмот Свети Архангел Михаел, кои му подарија икона за здравје. А градоначалникот Ивица Димитров ја продолжи традицијата со доделување лаптоп за Манасиев, додека Зегин му подари таблет. А за прв пат од Сдруженијето на занаетчи имаше и подарок икона на Свети Спиридон. Честитки на Даниел, му посакувам успешна година и на него и на сите што се фрла по Светиот крст. Општина Виница и оваа година за оној кој што го фати крстот доделува лаптоп, меѓутоа во населените места или во селата доделува таблети. Така да денеска поделиме 10 таблети и еден лаптоп. Многу среќа, здравје на сите православни христијани во цела наша држава и верба во Бога. Бог се јави, навистина се јави. Нека му е честито на Даниел, фаќање изведувањето на Светиот крст од Виничка река, Бог да му подари здравје, среќа, напредија во животот, ни оваа година да има домаќинка, да има род македонски повеќе да сме на број, а на сите оние што се фрлаа по Светиот крст во Виничка река, нека им биде честито да имаат повеќе среќа идните години. Нека ни е честит празникот, сите што имаат именден денеска во Јордановци, утре Јовановци, нека им биде честито именденот и домашните слави. Крстот се фрлаше во водите на Виничка река, а по него скокаа 16 млади момчиња од Виница. Таблети добија и срекните верници во населените места. Дарко Цветановски во село Градец, Леонид Пешов во село Лески, Климент Атанасов во село Пеклани, Бобан Панов во село Јакимово, Бобан Јованов во село Истибања, Антонио Димитров во село Драгобраште, Наум Тренчовски во село Блатец, Иван Арсов во село Липец,
Алекс Соколов во село Трсино се најсрекните во 2020 кои скокаа по крстот во своите родни места и успешно ја заокружија својата духовна мисија на најголемиот верски празник Богојавление Водици. За сите нив од општината беа поделени таблети, но го добија и Божјиот благослов од свештените лица. Инаку најмногу кандидати за учество во чинот имаше во селата Истибања и Јакимово, додека во останатите населени места скокаа 4 до 5 млади деца, а чинот на осветување на водите го следеа голем број православни верници од овие населени места. Богојавление Водици се одбележа и во општина Зрновци. Централната манифестација на осветување на водите и фрлањето на крстот се одржа на мостот на реката Зрновка во центарот на населбата. Годинава Марио Лазаров од Зрновци го послужи среќата и беше најуспешен во фаќањето на Светиот крст, што беше фрлен во Зрновска река. Голем број православни христијани од Зрновци, Мородвис и Видовиште присуствуваа на свечениот чин на водосветот, што се изведе на мостот на реката кај основното училиште Синиша Стоилов. Студената вода во реката не ги спречи десетината млади зарновјани да учествуваат на традицијата што во слава на Христовото крштевање овде се изведува со години наназад. Јас сум Марио Лазаров. Втор пат се фрам по крстот, прв пат го фаќам. Оваа година сак повеќе здравје и среќа. Благодарам за општината. Се најубаво. Насрекниот Лазаров, кој успеа да го фати Светиот крст, градоначалникот на Зрновци Блаже Станков од име на општината му додели подароци, посекувајќи му здравје, успех и среќа во животот. Имаше 12 учесници кои што скокнаа да го фатат крстот. Ова година најсреќен беше Марио Лазаров. По тој повод општина Зрновци му додели награда од 4000 денари. Му честитаме, има посекуваме многу здравје и среќа во понатамошниот живот. И им го честитам на сите граѓани на општина Зрновци и Богојавление и посакувам многу здравје и радост во нивните домови. Лазаров доби благослов од Македонската православна црква и многу честитки од своите сограѓани. Заблагодарувајќи се на честитките, рече дека планира да продолжи да учествува во одбележувањето на празникот Водици. Пресконференција организираше Општинската организација на СДСМ од Кочани, а тема беа реформите во образованието. Беше речено дека се дава целосна подршка на честа и достоинството на секој наставник, согласно потребите и можностите, а почитувајќи ги европските стандарди. Го укинавме екстерното тестирање како еден од најлошите системи за вреднување на постигнувањата на учениците, наставниците и училиштата, а со тоа беа отстранети сите механизми за контрола и казни кон наставниот кадар. Ја донесовме сеопфатна стратегија за образование 2018 година 2025, во која се содржани голем број активности кои се релевантни за подобрување на квалитетот на образованието. Нов закон за високото образование, каде што факултетите повторно ја добија својата автономија. Закон за студентски стандард. Закон за основно образование. Закон за наставници и стручни соработници, каде јасно е дефиниран кариерниот развој на наставникот и стручниот соработник. По соработка со УНИЦЕФ се воведе инклузивност во Законот за основно образование за учениците со попреченост, како и лични и образовни асистенти за истите. Го реформиравме средното стручно образование со нови модуларни наставни програми, приспособени кон пазарот на трудот. Воведовме и дуално образование во неколку средни училишта. За нас зборот е збор и затоа една од најважните одлуки кои ги донесе оваа влада е покачувањето на платите во образованието. Како партија точно знаеме дека без мотивирани наставници нема успешни образовни промени, па затоа покачувањето на платите во образованието за 11% во претходните 2 години, а од јануари оваа година за уште 10% представува важен исчекор кон реализација на даденото ветување кон целниот наставен кадар. Претходната влада, предводена од ВМРО ДПМН за 7 години во образованието обезбеди покачување на платите за само 850 денари. Ние за 2,5 години ги покачивме за повеќе од 2000 денари.
Да нагласиме дека ова покачување од 21% за наставниците е прв пат по 10 години и опфаќа вкупно 32.000 граѓани вработени во образованието и науката. Новинарите од регионот ги доделија признанијата најдоброто од истокот за 2019. Од Кочани се доделени 2 награди од областа на стопанството на фабриката Антура и посебно признание за придонесот кон афирмацијата на македонскиот филм на Благој Веселинов за главната улога во филмот Исцелител. Општина Виница доби признание од областа на културата. На состанок во Делчево, новинарите од регионалниот центар на новинари Исток во составот на Сдруженијето на новинари на Македонија ја донесоа конечната одлука во однос на носителите на признанието најдоброто од Истокот за 2019 година. Носители на ова признание по области се стопанство фабрика Антура Кочани, менаџер на 2019 Трајан Ангелов, прв човек на Квембергер Логистик Македонија Штип. Образование Горан Иванов, директор на основното училиште Славче Стојменски во Виница. Туризам Хотел Санрайз Делчево. Здравство ординација доктор Златко Стојменов Штип. Култура Виница град на културата за 2019 година. Култура поединец Горан Огнановски Македонска Каменица. Спорт женски фудбалски клуб Саса Македонска Каменица. Хуманост град Штип. Обштествена одговорност Чедо Петров Проби Штип. Невладин сектор Едукативен центар Негрево општина Пехчево. Наука професор доктор Трајче Стојанов, професор по филозофија на Универзитетот Гоце Делчев. Странска амбасада, амбасадата на Јапонија и личност надвор од регионот професор доктор Ванчо Чифлиганец. Посебни признанија за придонесот кон афирмацијата на македонскиот филм новинарите доделија на младите актери Зорица Нушева за улога на Петрунија во филмот Бог постои, името е Петрунија и на Благој Веселинов за главната улога во филмот Исцелител. Нушева од Делчева, а Веселинов од Кочани. Новинарите од регионот оваа манифестација годинава ја одржуваат по 6 пат. Во претходните 5 години се доделени 75 признанија на поединци, институции, стопански организации, невладин сектор од сите општини во регионот и на странски амбасади. Признанијата на добитниците ќе им бидат врачени на свечена приредба под наслов Ноќ на источните Оскари, која и годинава ќе се одржи во амфитеатарот на Славјанскиот факултет во Свети Николе кон крајот на месец февруари. Сите добитници ќе бидат представени преку кратки филмови, пошто ќе им бидат врачени признанијата. Членовите на Сдруженијето Грин од Кочани организираа хуманитарна акција за собирање и донирање на облека. Воедно беше промовирана и книгата Изворот на мојата душа, чиј автор е Божидар Митев, член на Сдруженијето. Под мотото "Ако имаш, донирај, ако немаш, земи", во организација на Младинското здружение Грин од Кочани, кое воедно е во склопот на Граѓанското здружение за почист воздух, во паркот кај Центарот за култура Бели Мугри се одржа акција за донирање облека со цел да се помогне на оние на кои им е потребна помош. Собраната облека е донирана од хумани граѓани. Денеска организиравме хуманитарна акција, ние Младинската организација на Грин ОРГ. Имаме штанд поставено каде имаме донации од граѓани, облека, како и меѓу другите работи. Сакам да кажам и верувам дека беше успешна. Облеката ја раздадовме на граѓани во социјални потреби, кои имаат социјални потреби, дел од облеката однесовме и на Асномот, каде ја поделивме, и остатокот што ни остана денеска ќе ја подариме, односно ќе ја донираме во Црвен крст. Освен акцијата, во склоп на активноста имаше поставено изложба на цртежи од членови на Сдруженијето, а на посебен штанд се продаваше новата книга под наслов Изворот на мојата душа, првенче на Божидар Митев, член на Сдруженијето. Изворот на мојата душа е дело на Божидар Митев. Во продажба е веќе една недела, има околу 60 страници, е љубовна книга, односно современа македонска поезија. Се зборува за изгубената љубов и е збир од повеќе состави наменета за таа. А таа останува мистерија која ќе ни ја открие Божидар Митев. Јас ја напишав книгата Изворот на мојата душа. Во оваа книга ги запишав сите мои чувства и емоции. Додека жешки солзи ми огореа лицето. Јас бев осамен во соба, затворен во себе. Пишував, раката ми се треше. Ги запишував сите чувства и емоции кои ги чувствував за таа
таа ме остави, си замина, бидејќи неврзоценната љубов е како белек кој со текот на годините се заздравува, но никој да заздрави и секојаш е тука и боли. Со вакви и слични хуманитарни активности, Сдруженијето од Кочани ќе продолжи и во наредниот период со цел пружање помош на оние на кои им е потребна. Следува информацијата од спортот. Одличен успех постигнаа кочанските борачи и поранешни членови на Спартак Иван Јанев и Столе Евтимов на државното сениорско првенство што се одржа во Скопје. Во силна конкуренција во категоријата до 61 и до 92 килограми. Тие ги освоија првите места. Прво место освоија кочанските борачи Иван Јанев и Столе Евтимов на државното изборно првенство за сениори што се одржа во Скопје. Во категоријата до 61 кг, во кој имало силна конкуренција, како член на боречкиот клуб Бучим Одрадовиш, Јанев бил убедливо најдобар. Ги совладал своите противници и заслужено се нашол на победничкото место. Имав 5 борби, од кои во ниту една борба не дозволив противникот да ми одземе поен. 4 од борбите ги завршив со технички туш, со 10-0 додека една борба со туш. Така да задоволен сум од настапот. После некое време пак се враќаме на првото место. Нека 7 до 8 минути, 10 минути имаше простор помеѓу полуфиналната борба и финалната борба. Значи малку беше напорно, но сепак на крајот издржавме. И така, задоволен сум од успехот, посебно со оглед на тоа, со фактот дека победив доста борби. Значи не една, две или три борби, туку победив 5 борби. И едноставно и самиот сум импресиониран од настапот. Слично на Јанев, успех на државното првенство во Скопје постигна и Столе Евтимов, кој неколку години наназад е во врвот на македонското борење во својата категорија до 92 килограми, а настапува за тимот на Лирија од Скопје. Имав 4 борби, од кои сите ги добив на поени. Ова за мене е голем успех, бидејќи се надпреварува со доста поискусни противници од мене. Ова првенство беше како норма за влез во репрезентацијата. Сега предстои Европско првенство во Рим, Италија. Исто така јас имам право да се надпреварувам и до 23 години. Тоа ми е приоритет сега. Исто така и за 23 години има Европско првенство кој ќе се одржи во Австрија. Да се знаеме со противниците, очекувам медал од Европско првенство, да се надеваме. Со пласманот на првите места, Јанев и Евтимов си обезбедуваат место во репрезентацијата на Македонија и учество на следните меѓународни турнири и надпреварувања. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.